ја гледав Final Four. Устори цела сезона ви ја гледав, да ви кажам право, и не знам што да кажам. Добро, може и подобро. Па добро, Жаре, наравно да може и подобро. А да, и многу ви местат судиите, цело време. Значи никогаш не ви судат чекори на вас. Абе, што зборуваш, каки чекори? Па така да тапкате топката, нели, и после тоа 3 чекори правите и подавате или шутирате. На што личи тоа 3 чекори? А да ти то не си замене може да са кошарком. Па што има везе, ја и да не знам нешто за ракоме, зашто вие све знаете за емисија, ми се правите мангови. Почињеш прво ту шминкерна, после имаш монолог, malo sa publikom pričaš, pa malo pričaš sa nama, pa pjevaš. Те зезнав и 1-0 за нив. Доста бе, пари. Шо доста? Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашни гости Јован Карадичевиќ и Андреа Пенезич. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е еден невен апел за Пепермин. Тоа е мојот омилен пајак. Гледавте Звезда Гранда минатиот викенд? Не? Како не бе? Звезда Гранда. Излезе фотографија од познатиот водител на Звезда Гранда. Него барем го знаете кој е, Саша Поповиќ. Излезе фотографија. Да, ова е која бил матурант. Да, сериозно. Вистина е така. Инаку, не знам дали знаете ова, ама многу личи на овој човек на истава фотографија Спасе. Не сте го виделе? Еве го, да. Не, лажам. Спас има пуц во коса. Океј. Тоа не мотивираше да најдеме фотки од нашите јавни личности и да видиме како изгледале пред многу години. Например, еве како изгледал Никола Груевски. Инаку, ако не го познавате, тој е овој од лево, што е. Ете го Никола. Да го видиме Бранко Црвенковски. Чекај, што? Вау! Баш е лепотан? Што му фали? Би се омажил за него. Да видиме слика од Латас. Јого, ова е слика која бил млад. Што е Латас? Го има серумот на животот, што е рода? Латас е вампир. Еден од публика рече дека Латас е вампир. Само да знаете. А не бев јас. Латас не бев јас. И најдовме многу интересна слика од председателот Иванов кога бил мало бебе. Ова ќе биде многу добро, видиме го. Мало бебе! Мало! Тоа е само сладок. Добро, променете многу од тогаш до денеска. Нормално сега е веќе возрастен, да го видиме сега. И ова е интересно. Се шпекулира дека потрагата по убиецот на српската пејачка Јелена е при крај. Значи, наводно убиецот е пронеден убиен. И ова, веројатно, ќе го затвори случајот, тоест нема веќе да има никаква истрага, но секако ќе мора да се отвори нова постапка. Да, тоа е за сите оние кои умреа од досада поради секојдневното отекување на медиумите со оваа вест. Отекоа! Ако следите небитни портали, знаете дека руската фабрика за сладоледи Славица извади сладолед наречен по Обама. Ова е скроз вистина. Да, значи
Обамка се вика сладоледот. Пушти Ѓоко. Да, пушти го Ѓоко. Обамка. Сериозно, ова не е шала. Ова не е шала, луѓе. Мислам руси. Џабе се трудите да смислите нешто глупо кога веќе е измислено. Се вика аманет од Канго. У реду е. Добро. Окей. Запрашан за лавината негативни реакции околу аманет, Канго изјави. И ова е исто вистина. Ако најдете подобар музичар од мене, ќе направам харакири. Кога го прашаа што е тоа, Канго рече, па не она кинеско носори, сладко кисело, нешто. Не. Че какво харакири направи. И оваа година, како и лани, Австралија ќе биде на Евровизија. Но Австралија не е прв случај на земја што нема никаква допирна точка со Европа да настапи на Евросонг. Веќе некое време и Македонија настапува, не знам дали. Не знаете Македонија? Ова е табу тема. Не знам дали смеам да зборам за ова, но новата голманка на Вардар. Новата голманка на Вардар, Мајса Пешоа. Каква женска, а? Јавно призна дека е лесбика, да, вистина. Да, еве ја Мајса. Баш е секси. Но, немојте да судите така по корицата, погледнете ја само девојка и на Мајса. Значи, погледнете ја. Хаба! Ова е вистина. Се вика Ники и стварно има долгогодишна врска. Сакате да ги видите заедно? Еве ги заедно. Како што гледате, Мајса е типичен пример дека и најобичните мажи може да се надеваат на топ девојка. Ова секако не е прв пат хомосексуални индивидуи да бидат присутни во македонскиот ракомет. Ова не знам дали смеам сега да го кажам, стварно, ама нека биде. Луѓе, според навивачите на надпреварите, редовно на секој надпревар ставаат судија педер. Сите! Велат потребни се повеќе дебати во јавноста, јас искрено се согласувам. Посебно со жени. Значи, фалат дебати со жени. Да има жени во тие дебати. Жени во ПМС, најубаво. Значи, најубаво е да се во ПМС. Например, види, јас со девојка ми сум во дебата секоја Божја вечер. Значи, доаѓам дома и викам, душа шо обреш, ти купив цвеќе. И во тој момент таа се претвора во Васко Ефтов, а јас во Чомовски. Што имаш направено? Ништо, злато, сакам да те изненадам. Ти никогаш не ми купуваш туку така цвеќиња. Не може тоа. И зошто бели? Јас знам дека бело цвеќе во толковник на символи означува искупување. Не бе, Васка, срце. Васка, јас само. Ајде кажи со која си спиел во 2001. Ајде кажи. Следен пат не ти купувам цвеќе. С оглед на тоа дека имаме само уште една епизода до краја на оваа сезона, следната сезона започнува дури на есен. Значи не сакаме вие, нашите фанови, нашите гледачи да останете без тази информации, бидејќи кога ќе не нема нас, од кога ќе ги добивате? Па затоа еве некои наслови кои гарантираме дека ќе бидат објавени до тогаш. Значи некогаш во иднината додека ние да дојдеме до следната сезона, гарант ќе биде објавено следното. Значи, на пример, 17-тите поред преговори меѓу партиските лидери пропаднаа. Еу и сад повикаа на смирување на страсти. Хајде друго. Заев се заканува дека ќе објавува уште бомби. Одиме понатаму. Заев изјави, не сака да оди на избори во септември. Ќе оди тогаш кога сите услови ќе се исполнат. Хајде следно. Груевски што туку породи крава. Груевски на свет донесе теле. Но
Шокантно откритие. Елена не се ја викала Елена. Ова гарант некој ќе го одбие. Калиоп изјави дека во 2017 би сакала да ја представува Македонија, не Дошло да ги изненади надлежните. Никој не очекуваше да заврне во октомври. Ду излегува од влада. Чекај. Да видиме дали има уште. Миленко открива. Земјата е триаголник. Фото. Најновиот министер од ДУИ прославуваше роденден. Среќен 19-ти роденден, министре. Каролина со нов дечко. Жаре од 1 на 1 во очај. Шокантно. Чекај. Миленко влегува во брак. Ова нема да излезе до октомври. Ај. Ленко влегува во брак. Океј. Добре. Како што знаете, пристигна Јоханес Хајндл, бидејќи прв пат е во Македонија. Значи прв пат доаѓа. Замолил да му се изработи документ со кој му се представуваат важните лица во Македонија. Знаете дека прв пат доаѓа човеков, никого не знае и треба да ги запознае луѓето, екипата на 1 на 1. Ексклузивно стигна до овој документ. Значи ова што ќе го објавиме сега е врв. Ќе видиме како му се објаснети познатите македонци на амбасадорот Хајндл од Германија. Да видиме ова ексклузива, да видиме. Јанко, елегантно пополнет. Ако му речеш нечини ВМРО ќе ти спушти. Повеќе е на сител од колку дома. Вика Васко Ефтов, ако сакаш да го разбереш, најубаво да го снимиш и да го пуштиш на успорено. Пиес, знае кој го бил Ченто и што се крие во тајниот сеф на Тито. Видиме како го објасниле Миленко. Јанко, ама по-пополнет. Генерал. Да, ова е вистинко, гледате таму од Германија. Господин Стефан, Миленко, ама по-пополнет. Латас, вика познат стендап комич. Ево и Маријан Ѓоргиевски ќе се навреди. Одиме следе. Драган Вучич, Латас, ама посмешен. Маленко, кога ќе го запознаваш, жена ти да е заклучена. Каролина, актуелна девојка на познатиот водител Жарко Димитриевски. Обелоденивме. Баш би сакал. Пандов, познавач на сите состојби. Не го знаат Пандов, па добре, ни ја не го знам. Одиме понатаму. Ѓорги Иванов, не се објаснува со 2 збора, друг пат ќе ти кажам. Видиме како го објасниле Саше Политико, ентузијаст, колекционер на шамари. Љупче Златев, Саше само без шамари. Оп, чекај. Да не е грешка? Сега за сега. Златко Калински е вистинска легенда и нашиот убедливо најомилен коментатор. Дали вие се слагате со мене дека Калински е number one? Океј. Калински коментира, а ние уживаме кога Калински коментира. Значи не само поради тоа што тој го познава на теренот, туку и поради преубавите зборови. И овде не се зезам, стварно Калински ни убедливо најомилен коментатор на нас во 1 на 1. И баш поради тоа би сакали и би ни било чест да ги одвоиме топ 10 коментари на легендарниот Златко Калински. Се слагаме, може? Значи топ 10 коментари, а тука да ни ги каже е Facebook звездата, најголемиот поет меѓу луѓето на Facebook. Дарко Лешовски е тука. Чест ми е. Значи, број 10. Пекол на теренот, рај на трибините. Да, вистински коментари од Калински. Одиме понатаму. Број 9. Обеанг,
отиде таму во Тиквите. Истински коментар. Отида во Тиквите, окей, тоа е тоа. Одиме број 8. Сега на германците Господ нека им е напомаш. Господ нека ме напомни. Даре, ова може Втора светска војна, коментирал Калински. Знаеш дека? Океј, одиме понатаму. Следно. Ливерпул игра хеви метал фудбал. Следен коментар на Калински. Се поцрвено лицето на Ван Гал, секоја недела добива по една шлаканица. Или отказ му дадо, или не? Уште не? Пу, следно. Алинтоп Не трча... Алинтоп. Алтинтоп, не ги знам фудбал. А добро, пробај, окей. Овој тенис фудбал шо? Тенисер, Тенис. кажи. Тенис, само тенис. Алтинтоп трча како да има ранец на плеќите. Ете така. Многу бавото што даре стварно кој нема кој се ови. Реал. Фудбалерите на Реал се најдоа во една така, да се изразам, депресивна ситуација. Истински коментари. Се ближиме при крај. Рамос зачуден како да сака да каже зар ти физички инфериорен мене вака да ме фаулираш. Следно. Салах побрз и од самиот себе си. И да видиме број 1 коментар од Златко Калински на вистина. По овој гол уште некое бело влакно во косата на Мануел Пелегрини. Дарко Лешовски! Мало се. Следете го Даре на Facebook и Twitter, бидејќи е злато човек, а еве го и вице-премиерот Лешевски. Господин. Хај си, Миша? Хај си, бе. Не сме се виделе 100 години. Не, ма. Добро е Мешевски. Еден тон луѓе ме праша кај ги има тие амбрела Мешевски што си ги ужива цело време, не можам да ги најдам. Кај ги имаш, оги? Нигде, бе, брат, само ја ги имам, бе. Не, бе, се шалам. Ги има у 28 продавници низ Македонија, Добро. а и у сите поголеми аптеки. Така? Знаеш какви дизајни има? Види Еве каква гледам, мангупска. ова е многу мангупско, многу Многу мангупско. мангупска. Мангуски ми мебелот од пункт. Само ти не знам дали имаш уште заработено доволно за него. Мартин ли беше или не? Ово е да, ама ти да видиш другарчињата Прва како му се. класа, прва А, бе, срце си бе Мешевски, највише те сакам. Не фрлам ништа, ајде бе. Ајде бе. Зверете ти. Купувате онлайн со картичките на Скопанска банка, луѓе, брзо, лесно и сигурно, немате гајле и секако рециклирайте со пакома како го видите Мешевски на улица, кажете му си се здебелил. А ние сега продолжуваме со Јован Карадичевиќ и Андреја Пенезич, да. За Јованка не знаете многу работи. А една од работите што не ги знаете е дека Јованка е топ фудбалерка. Ајде. Саш цигар? Немаш. Си знаеш зашо те донесовме тука. Ајде, кажи ни повеќе за него. Тој е многу стар. Значи има долга историја во ред. А мислиш дека можам да се сретнам со него некојаш? Не ти се меш. Ако мислиш дека треба, сретни се. А кога би било најдобро време за тоа? Па ако имаш проблеми со настинка, со спиење, ако ти треба некој да те смири, ете, тоа е тој што ти треба. Океј, а во која друга прилика би ми препорачал да го побарам? Па можеш у било кое време. Најболje е да се видиш кој имаш проблеми со варење на храната. Добро, ова се многу вредни информации. Уште две работи сакам. Пошто ќе го препознам и како се вика? Знаеш по што ќе го препознаеш? Има многу добар мирис. Има многу добар вкус. А како се вика? Се вика чај од мајчина душица. Па што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се верува. Нема врска, кажи што сакаш, ајде.
Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па реков ме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Се надам во еден ден имаме денеска супер гости. Тие се нашите ракометни гордости. Ние навиваме за нив цело време. Сега беа на Final Four. Не беше баш најдобро на Final Four, ама тоа не е битно. Пак се тие наша ракометна гордост. Јован Карадичевиќ и Андреа Пенезик се тука. Еве ги стварно, тие се. Еве ги. Договорени во црно. Знаете зашто се во црно? Зашто Јованка после ќе ме убие. Готов си за ovo što kasniš, sat vremena. Ти каснеше. Ти си крива. Добро да, ама ја рачунав ти дека некој ќе криво дојде рекол. Андреа порано, ама она мораше ради демонстрации. Pa svaki dan su demonstracije. Од кај дојде? Јадна ти. Od koze. За Јованка не знаете многу работи. А една од работите што не ги знаете е дека Јованка е топ фудбалерка. Значи игра фудбал многу добро, така? Kidam, ubijam. Што играше, кој играше фудбал? Која позиција? Špic. Шпицка. Ајде бе, си сакала да играш, тренерот не те пушта. Pa kako misliš? Оди таму брани ти. U rukometu igram krilo, pa šta mogu? Krila Па su, не znaš i знам, sam. можеш да играш лева полутка. Ne, špic. Не? Добро, окей. Играше, мислам, тренираше или само така на зезање? Pa ne na zezanje, kod mene nema zezanja, ja sam ti to Ти rekla. беше на Ja тренинзи sam за фудбал. profesionalac, da? Човече, па кај најде клуб? Во Црна Pa Гора? ne znam šta ti kažem, majka i tata kažu ne možeš fudbal, ne možeš fudbal. Ja kažem zašto kad volim? Pa, kakvi, znaš Кај ти kakvi... е бе желбата за фудбалот? Кај ти зароди? Кој беше тогаш популарен? Панчев? Кој беше, не знам, тогаш фудбалер? Ne, stvarno sam imala želju da treniram, ali nisam imala sreće zato što u Crnoj Gori nije bilo. Rođena u krive državi. Немаше клубови уопште? Ne, stvarno nije bilo, samo Што je не bilo... играше со мажите? Pa sad i ti. Па зашто де? А можеше да трчаш со мажите, а не можеше Pa да... dobro, mogu da trčim. Ова нема да ви се верува, значи ова е вистина. Јованка има освоено второ место на државно првенство, Da, атлетика. Da. У машка конкуренција. Да, вистина скроз. Istina. Значи, една од две работи е. Вие гласите која е? Или Јованка е многу брза, или црногорците се спори. Значи не знам. Која е? Evo ti ruku za to. Pa ovo prvo, a i drugo. i Да. već- Чекај, кажи ни за ова како, од кај така се најде да трчаш со мажи се? Шо е работа? Pa zato što ja sam počela od svoje 8. godine da se bavim atletikom Аха. i trenirala sam 4 godine i pošto trener je procijenio da trebam da trčim na duge staze i nije bilo uopšte konkurencije za 1200 metara za žene i ja sam htjela da trčim sa muškarcima, oni mi nisu dozvolili, onda je trener... Чекај, не ни постоеше дисциплина за жени или Ne, 1200? ne. Ајде. I onda je trener i savez molio da učestvujem i ajde, oni su mi dozvolili zato što su mislili da ću sigurno budem zadnja, pa kao ajde, neki ide, šta ima veze. Да, као. Pa i ja iskusno pustila. Никој нема да ја примети. Da, ona će tu zadnja da bude. Ти земање второ место таму. Ja pametno pustim, oni otrčili jedan prvi krug, svi ona kao ajde. Аха. На 100 Ja метра, is- 200. 300 metara i popadali, ja posle njih. И зема Ćao. второ место земач. Da, drugo А mjesto. се сеќаш кој беше прв? On je profesionalni, baš je ono i sad je mnogo uspješan kod nas u Crnoj Stvarno? Gori, da. Samo je on bio brži od mene, šta ti kažem. Му љубомореше дека не беше прва? Бидејќи знам дека си таква, сакаш да Pa бидеш on je најдобра да си. završio, popio je kafu dok sam ja stigla. О, па добро и тоа. Па второ место е супер, што? Второ место е супер. Да. Ти не трчаш ни фудбал, ништо, Андреа. Ne, Така? mene samo Ракомет, ples че- zanima, А, играше, а? Malo sam igrala, da. Кога престана? Пред колку време? Многу да. Pa mnogo. Možda od 5. do 10. godine sam plesala suvremene Сега само plesove. играш по свадби. Da, sad samo po svadbama i tako. Како се свадбите у Хрватска, у Црна Гора? Исто како кај нас се вртат ора такви Ne, работи? kod Ne, vas je ne. mnogo dosadno.
Како е свадба? Пред. Kod А nas чекај, je- сакаш да кажеш дека тука се топ демек, а? Ne, sakam da kažem дека тука е умрно све на свадбу. Тука? Да. А таму? Crnoj Gori kad odeš na svadbu, to je... Што е свадба црногорска, кажи ми. Moram, pozvaću te. Ето, добро. Stvarno, kod vas je mnogo, ne znam. Kod vas dosta rano završava. Kod nas Кога бе да počinje, тера? kod nas počinje tek kad kod vas završava, tako da... Што, во 2 почнувате вие, са Pa бајле? da, od 8 na večer do 6 ujutro. Добро бе, добро. I kod nas. Како журка на Леонардо Ди Каприо да е. Кај вас е досадно. Ај, кажете ми за Вардар. Прво, знаевте дека Вардар постои? Или појма нема? Искрено кажи. Pa iskreno, ja sam došla iz kluba koji ima veliku tradiciju, iz Đera. Аха. I svi su me, kad su čuli da želim da idem u Vardar, svi su pitali da li sam normalna. Бидејќи никој не го знаеш. Zato što stvarno niko nije znao, a pritom ja i Andreja smo otišle te godine kad smo i osvojile Ligu šampiona. I svima je bilo čudno zašto odlazimo iz kluba sa kojim smo osvojili Ligu šampiona. Андреа ali- беше и најдобра ракометарка у Европа тогаш, така? Da, da. I jednostavno, ne znam, ja sam neko ko voli izazove i Andreja isto i svidio mi se projekat koji je Sergej Samsonenko rekao u razgovoru meni i Andreji. Iskreno, u početku sam bila malo skeptična, što je Li? potpuno normalno, jer Normalno. idem iz kluba koji ima tradiciju, u klub koji tek treba da bude nešto u Evropi. Да. Плюс и ти ветуваат, ова ќе биде. Da. Знаеш, треба да веруваш на ќе биде. Ali stvarno, sve ono što je bilo tog dana u razgovoru sa Sergejem do dan danas je, nemam riječi, stvarno. Ти даде Ферари, а? Pa šta ti kažem, i Ferrari, i stan, i kuću. Андреа, ти ета една година отпосле, Ја сум- така? Исто беше и една година отпосле или беше малце по... Mene su Normalno. zvali prve godine kada su zvali Jovanku i Andreju, ali imala sam ugovor još godinu dana u Krimu. Аха. Tako da ja sam već došla, ajmo reći, na nekakav potvrđeni teritorij, ajmo reći. A Bilo ko je je sve zvala sve sigurno. nas? Ти паметно, ти паметно. Ja sam Ај, pričekala вие da se отидете, vidi. па ја ќе ве Vidite, дојдам. pokusni kunići, da. Да. Чекај, како иде таа работа? Кој вид звони? Знаеш, кој се јавува? Стварно ме интересира. Председател на клуб ли звони? Meni se javila Indira jer ja Indiru znam od mnogo ranije. jer, I meni se javila Indira isto. А, на сите ви звони Индира изгледа. Не се каеш сигурно, така? Ne. I Ne li? stvarno, baš poteze koje sam vukla u karijeri, da kucnem do sad je sve bilo onako kako sam Бе, željela. вака споредно ти си, да речеме, дете на будучност, така? Да. Андреја е Локомотива Загреб, така? Da. И пример, после имате играно во многу клубови, и Крим, и Гери, Подравка и бла 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 бла. Значи тоа се многу етаблирани клубови во Европа. У моментов ме интересира, значи Вардар со своите услови, со капацитетите негови, логистика, едно друго, се носи буквално со сите светски клубови? Или е најдобар Pa можда? ja mislim da Vardar ima uvjete kakve nijedan klub u Europi nema. Така? Stvarno, omogućeno nam je sve, stvarno nemamo šta nemamo, fali nam samo ptičjeg mlijeka. Hotel, restoran, sauna, spa, Обично teretana, така бива. На stvarno je... спортисти ќе им даеш све и они трето место ќе земат. Знаеш, обично е така. Bolje da nismo ništa govorili. Обично е така. U čemu si ti Pa bio da, je. treći u Evropi? Molim te, kaži. Ништо. Ама сум бил четврти. Јас сум одличен Pa i to фризер. je uspjeh. Vidim Vidi po ti se po frizuri. frizuri, da. Секоја се нервираше кога губиш? Онака и Да. како малечко дете се нервираше кога некој ќе Da, те победеше? to mene Da. pite, ne nju. Da. Ti? Da, ona se ljuti, Нели? ne zna primit poraz, znaš. Za bilo Ne zna što, se a? nosit sa porazom. Пример, дај кажи ми нешто, онака што немало благе везе, а она се Znači, изnervira. evo, hoćeš da ti priznam nešto. Kaži. Znači, na treningu kad igramo igricu, čak joj znamo i pušta da pobjedi, jer ako ne pobjedi, trening je katastrofa. Zato imam sve ovo što imam u karijeri. Ле, извини. Кажете ми сега за Final Four-ов. Трнавте таму со очекувања кои што можеби многу поише ви ги наметнаа навивачи, медиуми,
Општо не вие самите, него други луѓе, така? Pa ja sam vjerovala u našu ekipu. S jedne strane mediji su rekli svoje, nametnuli su nas kao favorite, ali А чека, малце, Сви тежи ли тоа, бе? Товар ли е онака Pa кога to je- сите очекуваат? to nosi unosi u cijelu ekipu jedan određeni pritisak, nervozu, ali to je pozitivna trema. Mi smo profesionalke, mi se s tim moramo nositi prije svake utakmice. Posebno ovako bitne utakmice. Добро, што се случи, Андреја? Што беше работа? Pa ja jednostavno, ne znam ni sama što bi rekla, bile smo neprepoznatljive, imale smo stvarno loš dan. Општо, кога се случува ваква некоја работа која ве депримираш, знаеш, Да. ви тежи. Што правите, пример? Значи, јас си одам и си плачам, например, кога имам лоша емисија. Си одам и си Pa плачам. dobro, Ви што mi правите? smo se isto malo plakale, ali Нормално. isključiš se. Што правиш ти, Андреја? Ja želim biti sama i ne znam, otvorim laptop, pustim neke filmove dok ne zaspem. Ako Imaš- mogu uopće zaspat. Омилен филм за депримирање имаш? Ne, Ја Ноутбук си го пуштам. notebook, a? Ноутбук, да. Pa си- dobro, nije loš. И тие која се на крај заедно, јас така си плачам. Ти Uglavnom си опасна romantično. која си љута, мислам дека. Така ми делуваш. Ја не би сакал да сум околу тебе кога си љута. Pa bolje da se odalješ Pa malo. upravo Сега si. не си љута се Управо надам, Pa така? jesam, čim pričamo o Final Fouru, idi tamo. Сакаш да менјаме одма тема? Ајде, Ама болje. одма? Подобро. Со нешто Za лудо? tebe ќе биде podobno. Еве, чекај, еве, одиме понатаму. На среќата каде што две полиња се со ваучер за... Токму така, ваучер за летување. Постојат ли тренери што се скроз различни од друг некој тренер? Онака тотално, карактер, во методи, во све живо и диво. Pa ima jedna ovako zanimljiva anegdota. Tada mi je u Lokomotivi bio trener Velimir Kljajić, sada pokojni. I stvarno nije volio da imaš grama viška, a kamoli 10 kilograma viška. Tako da mi smo sve bile u pubertetu i imale smo viška kilograma naravno. I sad je bila jedna situacija na treningu, kaže on, Penka, pa čekaj, jesi ti šta smršavila? Ja kažem, pa jesam treneru, kaže, pa ne znam, još si mi nekako malo široka. Ja kažem, treneru, pa to su bokovi. Kaže on, pa u Auschwitzu nisam vidio da ljudi imaju bokove. Значи, ова е највозбудливиот дел од емисијата. Представи се веднаш. Ljupčo. Љупчо. Елена. Љупчо, Елена и? Дејан. Љупчо, Елена и Дејан. Еден од вас ќе оди на на летување! Со савана, ови е! Значи, правилата се следни. Треба да бирате. Овде има кез 2 и 3. Да видиме кој ќе испадне да биде прв, втор или трет. Овде има тркало на среќата каде што две полиња се со ваучер за... Токму така, ваучер за летување, а другите се полиња дома. Значи, двајца одат дома, а еден ќе оди на... Токму така, дами и господа, еден ќе оди на летување, не ми се верува. Значи, дамите имаат предност, така? Елена? Да. Доста ти мешаме, ајде. Ајде, да видиме. Ајде! Елена е прва. Ти, тројка, ти, двојка. Ајде да се поредиме. Ајде. Елена, врти силно, значи, силно како кец да ти ставил. Ајде, одиме. Најсилно. Ќе одиш ли на летување? На летување! Вие небитни, одете таму по чаеви. Одите таму по чаеви. Летување! Елена оди на летување и вие да си одите заедно со Савана на летување. Дами и господа, плюс Елена. Убаво да си поминеш. Ќе дојдам за 2 недели после да ми смените. Сега малце по-пролетно, ако може. Многу шеќер ставате во кафето. Мислам, не сакаш да се жалам кај газдарицата. Двојката. Може, сега сум спремен. Што? Јас секогаш одам дотерам во банка, не така, како стигнам. А кај ми е мојата банка? Еве во мобилниот. Со овие 2 раце, седејќи од дома си плаќам сметки,
си гледам каде ми е најблискиот банкомат, си ги завршувам сите можни банкарски работи. Еве, например, можам веднаш да ви кажам каде ми отишла платата. 53% во трговски центри за облека. Душо, дојди малку ако сакаш. Луѓето цело време прашуваат две прашања. Првото, добро бе Мишевски, ти имаш име или како Мадона и Бионсе си? А второто е, зашо не пушиш обични цигари? Затоа што обичните цигари ми штетеа мене лично, а бога ми и на мојот джеб. Со електронските цигари ги заштедив едно брдо пари, а со него си купив една прасечка. Зошто? Кога ги откажав цигарите, крвната слика ми е многу подобрена, а докторите ми викаат многу нагли промени не се наредни. Prvotna ideja je bila da smo trebali biti Kako već? skroz gole. Da. Не зезај! Da! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Спи, Монца, биди број 1. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Што би работеле после кариера? Би биле можда модели? Pa bile smo Imate- za kalendar. Па да, баш беше тоа окей, убаво испадна. Meni je да bilo ги naporno, циднеме? iskreno. Ај најди нешто да ги видиме, да видиме кој како се Ajde, snašao. da li će da nas prepoznaju naći? Еј, па ти Опа! како не? Види Андреја. Uglavnom, zanimljivo iskustvo, ali smrznula sam se. Bila sam jedno Čekaj, ovdje 4 si mokra sata stvarno, potušen. neli? Da, 4 сата? Под туш? da. А, чекај, внатре беше негде, барем топло беше, топличко, фино. Pa nije ti baš toplo kad si mokar, znaš. Да, не ти е баш окей 4 сата Baš кажа. dobro. Кај сакаш види. Да, ми се свиѓа дека ти аплаудираат бидејќи си полугола, онака. Окей. Da, pa normalno. znaš. Нешто што не си навикната генерално. Ja, nije naša ideja bila tako da Ти беше незгодно? Prvotna ideja je bila da smo trebali biti Kako već? skroz gole. Da. Не зезај! Da! Е, зошто тоа не се случи? Е, тоа требаше. Pa će nam Искрено, zasijeniti. имаше некоја коментарка што рече скроз голи, нема гајле. Ne. Не, а? Сите не кефте? Штета. Хајде да видиме Јованка. A u toj pozi bi otišao diskus, ali jedan. Зошто? Дека Ukočila требаше? su joj se leđa. Ukočila sam se Чека, leđa. ова не ти е твојата природна позиција Не. кога се... Зашто? Нема, Ne, добро си. stvarno je dobro, šta kaže Andreja, dobro iskustvo, ali je jako naporno. Ja sam se posle tog snimanja imala sam upalu kao da nisam trenirala 2 mjeseca. До толку многу? Da, zato što je to stvarno naporno. Ja se divim ovim manekenkama. Spravi glavu, malo lijevo, malo desno, ovaj prst ovako, katastrofa. Тебе. А ти, Андреа? Meni je bilo okej. Так. Истушира се, малце, сликање. Malo sam se rašamponirala, otisirala. Активни сте на Facebook, Instagram, такви работи? Pa pratiš me šta pričaš, šta se faliraš? Точно, да. Добре, да, јас ве пратам, не дека не. Значи, Андреа... Mislim da je Jovanka aktivnija od mene, ali da. Да, Ja sam na Instagram najviše. Na да, ми се Facebook допаѓа тоа. slabo.
Ама сепак кај Пенка имам забележано нешто многу интересно. Да? Али ај да баталиме тоа, ја да те прашам, го сакаш ли груја? Многу прашање, што? Сакам ga mnogo. Го сак... Mnogo. Чеко, колку многу? Pa ovoliko. Вау, а чекај, ама биди искрена сега кога да прашам. Дали е многу битен дел од твојот живот груја? Pa posljednjih 7 godina da. Имаш добиено некоја работа поради груја или не? Ne. Не, а? Ништо. Окей. Jednostavno ga obožavam. Може, го обожаваш? Може да те видиме со груја? Može. Не се љутиш? Ајде да ја видиме Андреја со груја. Добро, ве груја сам. А Андреј и груја ги немате? Добро, имаме премногу висок буџет, така да... Okay. Инаку. Ne, ovo nije grujo. Чекај, ова не е груја. Чекај, врати ми го грујо, жити се. Ова да не е Мијалков. А, не? Ја реков братучеди да не се, нешто. Ова е стварно грујо, луѓе, не се зезам, така? Еве, има некој што знае, нели? Се гледа кој те следи на Инстаграм. Значи, куќето на Андреја се вика грујо. Така? Кажи ми, како те гледаат комшии кога го шеташ и викаш, не таму грујо, не да мочаш? А, или не се случува? Грујо! Ispred vlade gruja. Немој да мочаш! Kad smo došli u Skopje, prvi dan vodim ga u šetnju i sad nisam sad vikala na njega, ali jedan dan bio je baš zločest i bilo je točno tako. Gruja! Susjedi meni, da, kako se vika? I ja kažem, pa gruja, oni, kao, pa je moguće da si dala po premijeru ime? Ja kažem, pa kako vam se premijer zove? Kaže, pa Nikola Grujevski, kao nadimak mu je Gruja. Ja kažem, joj, slučajnost. Ама... Добро, не е веќе премиер, by the way. Значи, знаеш, веројатно. Бивши. Сега е обичен политик. Екс. Наредното куќе на Андреја инаку ќе се вика Емил Димитриев. Знаеш. Да. Диме. Имаме едно изненадување за вас, ова е тркалото. Јој. Ова е еден тркалото и сега тука има некои Аз разни морам работи. концентрира да прочитам. Не сум паднал никогаш до сега. Ама сега ќе... Да бе, сега ќе ако ме бутнеш ти. Не Значи, се приближува. ова нема мислење. Врти ми и што се падне треба да одговорите. Ti čiter, ja. Нема мислење. Кој најмногу се шминка во тим? Anja. Anja. Да? Кој е најголем гурман? Klik. Lekić. Ти кој рече? Klik. Andreja Klikovac. А, Клейк. Meni Lekić. Lekić je Lekić, po da? restoranima, da. Па, кој најдобро готви? Andreja. Андреја, Lekić. дефинитивно. Lekić. Чека да имаме што е најинтересно. Što ja znam, što sam ja probala. Кој најмногу пцуе? Ти. Ja. Знаев. Ej, ko priznaje, pola mu se prašta. Така е. Ma И ne ти си во psuje, право. laže, ne psuje. Добро, окей. Сега, спремивме за вас едно мини игриче. Овде се имињата на многу ракометарки од Вардар. Dobro. И што е финтава? Треба една на друга да си ги асоцирате. Сакате преку зборување, преку пантомима се едно и треба да ја погодите најбрзо што може. Која ќе асоцира, која ќе погодува од вас? Ajde, ja ću da asociram. Ти ќе асоцираш? А ја ќе влечам. Ajde. Ајде да видиме. Pravi što sakaš, samo nemoj sebe da izvučeš. Пет ќе влечеме, не мора многу. Еве, ајде да видиме. Čekaj, samo sekundu. Šta si rekao, da mogu da pričam? Па можеш и да причаш, да, што сакаш, само немој бројки, Окей, немој окей. позиции и такви работи. Ќе биде нефер. Uživa dok jede sladoled. Klik. E, ali to je do mene, zato što sam ja to dobro objasnila. Ајде да видиме ова. Види тука. Тука. A čekaj, sad sam ja ili? А ти сакаш? Daje ti puno lopti. Barbie. Daj malo teže nešto, daj nešto teže.
Mogu da ustanem? Можеш. Čekaj, ja! To su obrambene kretnje. To su odbrambene kretnje. Uvijek kad čuvam pivota, uvijek... Moraš pravilno disat. To. Ajde, ne gledaj. Ajde, ne gledam šta je. Igrači ili tu ulazi treneri? Ona дури цело време прави. Obožava slušalice. Ina. Опа! И уште едно, ајде, нека биде. Mislim, bitno je da mi vidite zadnji dio. Dobro, ајде. Ja. Но публиката во тоа ужива. Zato ja imam onu pozu na kalendaru. Нормално. Она се тушира, ама ти си вака. Минута со Јангдер да пукне. Кај си да пукне и со тебе. Како се викаш? Марија. Марија и Тања. Спремни сте? Да. Значи правилата се едноставни. 60 секунди, мешаски старт и стоп. Гледајте точен одговор за поенче, пошто неточен е -1. Типе понатаму. Јангдер лосионот содржи екстракт од алоe вера. Што е побрзо? Усеин Болт или Мешевски? Заедно. Мешевски. Стварно? Точно е. Кого не е точно? Неточен одговор за сите. Јангдер тоникот содржи комбинација на хидратантни состојки. Што е спротивно на младо? Старо. Точен одговор, старо. Ако Јангдер ви го чисти лицето од акни, кој е актуелен претседател на Русија? Ајде бе тој. Тој го знаете, со мечки што се бори. Браво, Путин! Јангдер влажните марамчија не содржат алкохол. Како се презива Драган Вучич? Како? Вучич. Точен одговор, ама заедно нека биде. Јангдер кремот за нега на мрсна кожа има витамин B3. Колку е 5 по 9? 45. Двете имаат поен. Јајдер млекото за тело за нормално да сува кожа содржи атлантоин што помага за хидратацијата. Колку епизоди има една сезона 1-1? Доа ни ја не го знам. 25. Што и да кажеш е точно. Иначе браво. Вау. 7 поени за тебе. Јајдер млекото за тело. Побрзо. Јајдер млекото за тело. Од која ракометна екипа се Јадран? Вардар. Да, што и да те прашав, ќе беше Вардар. Вау. Онака има 50 поени, мислам дека. Така, како што секогаш што го правиме во квизот Јангден, сите добиваат Јангден, а можете и вие ако одите на facebook.com/Јангден. Браво. Ја би сакал сега да те прашам дали ќе се може за мене Јован. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Британското министерство за здравје потврди дека електронската цигара е 95% поздрава алтернатива, вистински проверена. Електронска цигара со клинички испитани течности. Амбрела. Од сега и во повеќе од 30 амбрела и хенди продажни места широм Македонија, во сите подобро снабдени аптеки. Екоцигари.мк. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Дечки, многу сум среќен што дојдовте и многу ми е мило. Затоа што ќе ова емисија ти буде најгледана. Точно, и имам најубавата ракометарка на свет. А не само због нас, него и због Грује. Само за тебе. Ради Грује. Грује ќе ти изгледа. Ајде да ради Грује, добро. Good Nature чајчи има да бидете здрави, среќни, убави, весели. Има... Кој сака благо од вас? Па сакаме, ќе однесеме на клик. Од витаминка има полно тука работи, имате монца за енергија, тука нормално е тука. И плюс да си отидете со колешките во Ореофлат на ручечиње, но друго има многу убава летна тераса ептена, супер. Со колешките? Со колешките, да.
И Јас за тебе крај, сакам да однесам. со мене, Да. јас нешто имам да ти кажам само, за крај. Ајде. Значи, ова е сериозно и бидејќи е сериозно, тука морам да се одштекам, не сакам да имам ништо овакво. Тука, окей. Значи, не сакам да ми збори никој ни од режија, ова сакам да го кажам, бидејќи сака да ме одвратат од ова сега. Се мислев долго време. Кажи, ај, признај на колку утакмици од Вардар сум бил. Признај. Па оно што ја видим те, 90%. Скоро све. Да. Така е, освен кога не снимам, цело време сум на Вардар. И кажи кое име имам на транспарент. Искрено, кажи. И Драйс, мој. Јован Карадичевиќ. И искрено, значи, од цело срце, ја би сакал сега да те прашам дали ќе се може за мене Јован. А да шоке правим се двајца мажи. Ona je već kažena. Мажена си! Мажена е! Не, батали! Батали! Ајде, ништо, добро, тоа е тоа, окей. Јован Карадичевиќ, Андреа Пенес, моја гости. Ја немам што. Ама како викнем на мојата свадба, не? Pa stvarno je bilo super, Žarko je skroz pozitivno lud, tako da nadam se će opet da nas pozove.